Има еден стих од Библијата кој честопати се цитира, дури и луѓе кои не ја познаваат добро Библијата, го земат така како лајт мотив за некакви нивни пораки. И тој стих гласи вака: да умре душата моја, како што умираат праведниците, и крајот мој да биде како нивниот. Многу убава молитва, убава желба, нашата душа да умира како она на праведниците. Меѓутоа, може би не знаете, може би некој знае, кој каже во оваа молитва. Молитвата каже од човек кој не живее како праведник и затоа копнее посакува, знае дека неговиот крај нема да биде како крајот на праведниците. Станува збор за пророкот Ваал. Оној кој беше повикан од Валак, царот Валак, да го проколне Божиот народ. И Валам, иако знаеше дека Божиот народ Израел е благословен од Бог, Бог го чува, сепак се нафати да го проколнува, иако знаеш дека тоа осудено на неуспех, и при тоа, објаснувајќи дека Бог е со народот, ја искаже таа молитва, желба, и јас сакам да умрем како нив, знаејќи ја разликата меѓу праведните и неправедните. Знаејќи дека праведните на крајот сепак умираат со надеж. Ти имаат надеж за вечен живот, неправедните ја немаат таа надеж. Таа разлика меѓу праведните и неправедните најмногу се гледа токму во смртта. За едните смртта е влез во вечна слава, за другите животот е најголемото зло. И тоа можеме да го видиме јасно во овој текст што го читаме, крајот на животот на Стефан, нешто што се гледа во животите на многу други праведни во историјата на човештвото и во животот на неправедните. Има една легенда или анекдота за Волтер, познатиот скептик, кој не верувал во Бог, на смртната постела, кога веќе гледал дека му се ближи крајот, го молил лекарот да му го продолжи животот уште неколку месеци, барем уште 6 месеци продолжи ми го животот. И лекарот му рекол: ми не можам. И Волтер рекол: сакам да ми го продолжи, тоа знам дека одам во пеколот и сакам да го одолжам тоа. Ама да знаеш дека и ти ќе ме следиш таму, и ти еден ден нема да можеш да си го продолжиш животот. Од друга страна пак има една мисионерка од првата половина на 19. век, Еми Кармајкл, која служила посветено повеќе од 50 години во Индија. Со сиропиталишта, самата основала сиропиталиште. И кога веќе дошло крајот, живеела тежок живот, и на крајот дошло веќе крајот на постелата, очекувала смрт, имала медицинска сестра покрај себе, и во тие последни моменти рекла: наскоро ќе ми престане срцето, и кога ќе ми престане срцето, да знаеш дека јас во тој момент сум скокнала во радоста. Тоа е она молитва и на Валаам: мојата душа да умре како душата на праведниците и мојот крај да биде нивниот. Тоа не е врв на ужасот, туку премин низ портите на славата. И како што кажав, кај Стефан го гледаме тоа, кој, иако беше под една канонада на камења, каменуван, и тоа е страшна смрт, ужасна смрт. Гледаме дека неговата душа е спокојна, полна со Светиот Дух, небеста се отвараат, и ја гледа Божјата слава, и Христос како стои да го пречека. И дури, нели, ќе кажеме на крајот, иако во нашиот текст пишува почина, и тоа, да, изборот почина не е збор во кој е содржан коренот смрт, тоа едноставно си заспа. Значи, ќе го видиме последниот ден, не последниот ден, последните моменти од животот на Стефан, неговата проповед. Тоа е најдолгата проповед во книгата Дела на апостолите, кој всушност е одбрана, е заштитно слово. Видовме на крајот од 6 глава минатиот пат, тој е обвинет од евреите, елинизираните евреи,
во синагогата на тие еленизирани евреи, каде што Стефан проповедал, сведочел за Христос, гледаме како е обвинет дека говори против храмот, хули против храмот, против законот, против Мојсей, и во тоа заштитно слово, бидејќи и така почнува 7 глава, кога ги чу првосвештеникот, Стефан е однесен во Синедрионот, во тој најголем суд еврејски, каде што се духовната и политичката елита во Јудеја, и кога го слушат обвинението, првосвештеникот го прашува: вистина ли е сето тоа? И од тој момент Стефан почнува да сведочи, всушност проповеда, но и сведочи за Христос. И тој сведочи, наречен е првомаченикот, првиот маченик за Христос. Меѓутоа зборот маченик, во суштина зборот мартир, кој значи сведок. Тој посведочи и со проповедта, но е маченик бидејќи посведочи и со својата смрт. Во моментите на смртта, кога умираше, тој повторно сведочеше за Христос вознесениот. Го гледаше горе во Божјата слава и дури се молеше со онаа благодатна молитва на Христос да им биде простено на оние кои го убиваат. Ајде да видиме, нели, таа долга проповед, 60 стиха. Всушност проповедта е помалку од 6 стиха, бидејќи на крајот последните 5-6 стиха зборуваат за екзекуцијата. Нема да успееме стих по стих да ја разгледаме, меѓутоа она што го прави Стефан, сведочејќи за Христос, за вистинитоста на Евангелието, прави една ретроспектива на еврејската историја, историјата, на старозаветната историја на еврејскиот народ. И при тоа, ние ќе го видиме тоа во отделните случаеви, тој истакнува две основни поенти. Првата поента е дека Бог е поголем од храмот. Соломон му изгради дом, но Севишниот не живее во ракотворени храмови, како што вели пророкот. Небото е мојот престол, а земјата подножje на нозете мои. Каков дом ќе ми направите, вели Господ, или кој е местото за мојата почивка? Него ли прави сето тоа мојата рака? Зошто го прави, го кажува ова? Зошто таа поента ќе ја видим низ целата таа историја која дека ја раскажува. Бидејќи евреите, како што и Јеремија многу порано пред 7 века го предупредува народ и вели: не надевајте се на лажливите зборови. Ова е храмот Господов, храмот Господов, храмот Господов. 3 пати повторува Јеремија. Запишено е во 7 глава 4 стих. Тоест, евреите, како што ние нели велиме денес, како папагали, само тоа повтарале. Ова е храмот Господов, ова е храмот Господов. Тие почнале да гледат на Господовиот храм како на место на кое што живее Бог, тоест Бог живее таму бидејќи храмот е таму. Тоест, ние си имаме храм. И бидејќи ние имаме храм, Бог е во храмот. И ние сме сигурни. И го ограничуваат Божјото дејство, Божјото присуство на тоа место, во тие ѕидови, во тоа дело на човечките раце. И преку сите тие настани од историјата, една од целите на Стефан ќе биде токму тоа да го разбие тој мит, дека Бог е таму каде што се Божите луѓе. Таму каде што е телото Христово, таму е Бог. Сушност, обвинувањето кои што го дават тие еленизирани јудеи против Стефан, дека сака да го руши храмот, е токму она што Христос го поучуваше, дека со него поклонението е во дух и во вистина. Секаде каде што се Божите луѓе, таму е Бог. Тој не е во некоја зграда на едно место. И втората поента, која ќе ја видиме, нели сите овие случаеви, е дека праксата евреите да го отфрлаат Бог или Месијата, како што сега го отфрлаат и Стефан, кој сведочи за Месијата, е нешто што се повторува во историјата. Тоа е нешто вообичаено за Божиот народ. Тие ги отфрлаа пратениците на Бог, кои сведочија за Месијата
И на крајот, кога дојде Месијата, тие сега што го судат Стефан, тие го отфрлија и Месијата. И тоа го покажува, нели, преку целата таа историја. И затоа тој ја дели на 4 епохи, не таа академска некоја поделба, за потребите на неговата заштита, тој избира 4 периоди од историјата на еврејскиот народ со 4 лика кои најдобро ги илустрираат тие 2 поенти кои Стефан ги вклучува во проповедта. Дека Бог секаде присуства каде што има луѓе кои се спремни да го слушат, верни луѓе, и дека Бог и дека тие секогаш пак евреите ги отфрлаат Божите пратеници. И прво е животот на Авраам во Ханаан, потоа влегувањето во ветената земја, и тука главната личност е Јосиф, како Бог работи преку него, потоа поминува на Мојсей, и ако оваа глава има 60 стиха, дури 27 стиха се наменети на Мојсей. Тоест половината глава, или 2/3, повеќе од 2/3 од таа проповед, Стефан е посветува на Мојсей. Зошто? Зашто тоа е обвинет дека хули против Мојсей. И задржувајќи се најмногу на Мојсей, Стефан сака всушност да покаже, не, јас му го оддам целото внимание на Мојсей. Јас не го нарушувам законот што го даде Мојсей. Вие го нарушивте, и тој ќе каже како го нарушија законот. Основното во законот на Мојсей. Потоа продолжува со Давид, Соломон, и ги вклучува нив за да види како таа скинија станува тој храм кој евреите го издигнаа како место кој според нив е живеалиштето на Бог и нема друго место за живење. Зошто тоа се случува и која е всушност вистинската Божја намера? Ајде да видим прво Авраам. Зошто го вклучува овде Авраам? Се разбира, тоа е таткото на кој се повикуваат евреите. Меѓутоа, самиот почеток на Стефан е интересен. Тој иако обвинет дека хули, дека е како неков предавник, еве тој против законот и Мојсей, традицијата, поклонението, храмот и така натаму, тој се обраќа со голема почит кон тие луѓе. И кон самиот Бог, тој е обвинет за богохулење. Овде користи термини како Божјата слава. Оддава голема почит на Бог. Но прво се обраќа кон неговите судии, кон членовите на Синедрионот и кон останатите евреи од синагогата со зборовите браќа и татковци. Да, вие сте нашите духовни татковци. И сега јас ќе одговорам на ова што праша првосвештеникот. Така ли е тоа? Навистина ли ти хулиш? И продолжувај. И прво што со првите зборови кои ги користи е Бог на славата. Онаа слава за кој евреите верува дека живее во храмот, во несветото место. Таму е Божјата слава. И Стефан им вели, одбраната е навистина перфектно подготвена од Стефан. Славата на Бог, онаа шекина Јахве, кој, кога се направи скинијата во пустината и се осветуваше и во вид на облак влезе во храмот. И вели, таа слава се откри прв пат на нашиот татко не во Ерусалим, не во храмот, не во ветената земја. Таму во Месопотамија, во Ур-Халдејски, каде што имаше темнина, безбожници, каде што не го познаваа Бог. Таму се откри Божјата слава. Зошто таму се откри Божјата слава? Таму покажа Бог благодат за прв пат. Кога повика еден човек. Зошто? Бидејќи Бог вида таму еден човек на кого му даде упатство. Му рече, сега ќе излезеш од тука, од твојот дом, ќе ги напишеш твоите роднини, се што имаш. И ќе тргнеш таму во неизвестност, јас ќе ти дадам земја, ќе ти дадам и потомство. И Авраам тргна, оставя земјата, роднините и дојде во земјата што ќе ти ја покажам. И тука идејата на Стефан е, како што Јеремија предупреди, доста се заблудувавте по тие зборови, ова е храмот, Господ, ова е храмот, ова е храмот. И продолжува Јеремија вели,
Не. Бог е со оние кои имаат чисти срца. Бог сака да бидете подготвени за Него во своите срца. Не е доволно тоа што вие велите, ова е храмот таму, Господов. Бог е со оние кои го слушат, оние кои одат по Него со вера. Авраам тргна, ги остави роднините, земјата и тргна во таа земја. И продолжува понатаму, некои моменти ќе ги видиме кои зошто Стефан би ги вклучил во таа негова проповед. Вели, во неа не му даде наследство ниедна стапка земја. Но ветете како му е дадено потомството негово, иако уште немаше челот. Вели, Бог му рече на Авраам, оди, ќе ти дадам земја. И отиде од таа земја на темнина, на неверство, на безнадежност во Ханаан, меѓутоа никогаш таа земја не стана негова. Со други зборови, удира Стефан и на една друга еден друг стереотип со кој живеа евреите. Ова е нашата земја, ова е нашата земја. Стефан вели, да, тоа е вашата земја, но Бог ја подари таа земја на Авраам и на потомството, за да се живеете во неа, во таа земја, верни на Бог, во заветот со Бог. Зашто тие и кога влегува во таа земја, потоа 400 години беа изведени во робство. И предупредува понатаму и вели, и кога ќе склучи завет народот, и Бог ќе го, и тие постојано цело време ќе го слават шаторот на Молох, скинијата на Молох, се додека на крајот Бог не ги прати пак во Вавилон, во робство. Таа земја не е ваша земја. Таа земја е Божја, ви ја даде, но во таа земја вие да бидете верни на Бог. И евреите кои веле, ова е нашата земја, и тука е храмот, Стефан вели, не, тоа е Божја земја. И таа земја вие ќе ја загубите, како што и Христос им кажа. И храмот и се, поради нивното неверство. Потоа продолжува и оди кон Јосиф. И не случајно Јосиф овдека, нема да го читаме целиот тој текст, го знаете. Аврам доби потомство, Исак го роди Јаков, Јаков 12 патријарси. Меѓу нив имаше еден Јосиф, човек кој беше посебен. И него сакаа неговите браќа. Што направија? Го продадоа. Буквално го продадоа во робство. А тој беше од Бог избран да биде нивниот спасител. И што се случи? Тој Јосиф беше избркан, буквално, од ветената земја, од Божјата земја, тамо каде што живее Бог. И однесен во Египет, во робство. И кај работеше Бог? Бог работеше таму, во Египет. Божјата благодат, Божјата слава се покажа таму, каде што беше Божјиот човек, Божјиот праведник. И што се случи таму? Тој човек кој беше од своите продаден во Египет. Бог го издигна и стана прв човек после фараонот во Египет. И кога дојде глад насекаде, само во Египет немаше глад. Во ветената земја немаше леп за јадење. Таму каде што живеа потомците на Авраам, имаше глад. И чуа дека во Египет има лепо и отидоа. И се поклонија на оној што го продадоа. Како тој беше нивниот спасител. Тука е тој прототип, нели пак, она идеја за отфрлање на оној што Бог ги беше пратил како спасители. Како што Христос не беше примен од своите, така и Јосиф не беше примен од своите. Беше избркан таму во Египет. И таму во Египет почна да просперира Божиот народ. Меѓутоа дојде некој фараон кој не беше чул за Јосиф и народот го претвори во робови. И почна да ги убива децата на евреите. Се до појавата на Мојси.
И тука сега доаѓаме со Мојсей, оној кој е, нели, за кого најмногу говори. И ќе видите во тој текст неколку пати Стефан потенцира на фактот дека Мојсей, оној на кого толку се повикуваат евреите и заради кого го судат сега Стефан, е отфрлуван од евреите. Отфрлуван во негово време и отфрлен дури во времето на Мојсей и сега отфрлен кога го судат Стефан. Во тоа време вели се роди Мојсей, кој му беше на Бога мил и кој беше силен во зборови, дела и така натаму. И како што кажав, на него, на ова се дават најмногу простор на Мојсей, како најмногу почит во целата проповед. И со специфични зборови, дури. Вели дека го беше мил, а буквално збор му беше многу убав. Тоа е зборот што го употребува Астеус. Естетичен беше за Бог. Имаше убава естетика. Убав, со други зборови. Никаде тоа го нема во Библијата, меѓутоа Мојсей решава овдека да каже и му беше така ептен убав на Бог. И мудар и сите останати работи. Мојсей се роди во семејството на своите родители, 3 месеци го штите и кога веќе не може, го ставе во една кошница, во Нил, го предадава на Божите раце, го најде керката на фараонот, си го посвои и растеше во тој дом, фараонов дом, учејќи ги мудрост и така натаму. На 40 годишна возраст, и тука продолжу таа приказна, Мојсей се сети на својот народ, пишу, и сакаше да го посети. И отиде и виде како еден египтјанин малтретира еден еврин и го уби. Следниот ден пак отиде и таму виде како двајца евреи се расправат. Еден евреин малтретира друг евреин. И Мојсей сакаше да ги раскаче, да ги помири, и оној што малтретираше, оној што го навредуваше својот ближен, го одби од себе. И тој збор одби на крајот Стефан ќе го потреби за евреите и каже: вие го одбивавте Мојсей сите. Го одби од себе и му рече: кој те поставил тебе да бидеш началник и судија над нас? Ке не убиеш и нас како вчера, египтјанот. И од тој момент, пише Мојсей, побегна во пустината и 40 години живееше во Мидијамската земја. И после 40 години Бог се сети на народот и му се откри на Мојсей. Кај му се откри? Му се откри во Мидијамската земја. Мојсей не побегна во Ханаан, таму каде што требаше да живее Божиот народ, земјата која беше ветена на Аврам. Отиде во Мидијамската земја. И таму во Мидијамската земја Бог, и тука повтору, овој Бог на кого нели се надеваме сите не и вие, на Аврам, Исак, како така натаму, се откри славата пак. Славата на Бог. Шекина Јахве. И тоа во една грмушка. И му рече на Мојсей: земјата на која што стоиш е света. Па нели е света само земјата во храмот, во најсветото место? Не, таму, бидејќи имаше еден Божи човек на кого Бог реши да му се откри. И таа земја беше света. Бог е насекаде. И Бог секаде може да направи свето место за своето присуство. Секаде може да освети. Или повторно таа идеја. И продолжи, вели, тој Мојсей, и пак продолжува, кога го беа одбиле, не повторно акцентира на тоа, и велејќи, кој те поставил за началник судија, ги повтора зборовите што веќе во 27 стих ги кажа. Него Бог, нели, му се јави, го прати за началник избавител, правиш чуда во пустинјата, го водеше народ и си така. Меѓутоа, на крајот што се случуваше пак, постојано, 39 стих завршува, нашите татковци не сакаа да му се покорат, туку го отфрлија со срцата своји и се свртеа кон Египет. Повторно истата приказна. Тоа е оној кој што вети, меѓу другото, дека ќе ви издигне пророк како мене. Тој го најави Месијата. И тие го отфрлија. Како што ќе го отфрлат понатамо и Месијата кој ќе дојде. Или реално.
тие го отфрлија. И се свртеа кон Египет. Си направија, додека беше горе со Бог, во Божјата слава, тие долу си направија теле. И му се поклонуваа. И веле тој шатор, или таа скинја, тоа светилиште на Молох, цело време си го носеа евреите, се додека не беа испратени на крај конечно во Вавилон. И на крајот завршува со Соломон и со Давид. И вели, нашите татковци имаа во пустината скинија на собранието, како што беше заповедал оној кој му зборуваше на Мојсе да ја направи според образецот што го беше видел. Сега видите какви зборови користи. Бог заповеда на Мојсе да направи скинија. И дури даде и скица, димензии се. И беше присутен цело време во градењето на таа скинија. Беше тој како главен архитект, надзорник, како ќе се гради таа скинија. И беше изградена таа скинија. И таа скинија тие носеа 40 години во пустината, со неа влегоа во земјата. Во 400 години за време на судиите постоеше таа скинија, се поклонуваа на Бог, нели, кој живееше во слава во неа. И на крајот дојде Давид и посака да му изгради дом, храм да му изгради. И вели овдека дека најде Давид милост пред Бог. Тоест, Бог покажа милост пред Давид. Му ја исполни желбата. И Соломон потоа го изгради домот. Давид не го изгради, Бог рече, во ред ќе исполнам твојата желба, но твојот син ќе го изгради тој дом. И се изгради тој дом. Меѓутоа, иако беше изграден тој дом, многу јасно овдека додава, го прочитавме веќе тој стих, дека Севишниот не живее во тој дом, во тој храм. Или идејата на Стефан преку цело време е дека додека веќе говори с таа генеза од скинија во храм, тој храм не беше ни Божјата воля на крајот на краиштата. Никаде Бог не даде заповед да се гради храм. Никогаш Бог не даде таква заповед. Додека, например, заповед за скинија имаше. И кога се градеше храмот во Ерусалим, во времето на Соломон, Бог е неактивен. Никаде не присуствува. Додека за време на градењето на скинијата, тој беше цело време таму присутен. Тој го направи проектот за градба. Надгледуваше. Додека се градеше храмот, Бог не присуствуваше. Дори на крајот, кога се внесуваше скинијата во храмот, дури тогаш се појави Бог и Божјата слава го исполни на светото место. Зошто? Зошто скинијата многу подобро покажуваше и покажуваше таа трансцендентна природа на Бог. Скинијата беше направена за еден народ кој живееше како номад, еден народ кој се движи и секаде, нели, го покажува Божјото присуство. Кај да се отидеше народот, Бог беше таму. Кај, кога влегуваше во ветената, Бог беше со нив. И таа идеја, Бог е таму каде што е народот. Дури, тоа е трансцендентно, тоа е земјата само едно подножје на неговите нозе. Целата вселена во трансцендентноста на Бог, целата вселена не може да го опфати. Бог е над, повеќе, поинаков, нема ништо со овој свет. Меѓутоа тоа е со оние кои го следат, оние кои се негов народ. И очигледно Стефан тоа го проповедал во синагогата дека сега Божите луѓе може дека во дух и вистина ние можеме секаде да се поклонуваме на Бог. И дека тој храм не ни е потребен. И кој знае дали на вистина веќе во таа светаа светих присуствувала Божјата слава како што беше во скинијата. Има теолошки спорови, не знаеме, не можеме да кажеме со сигурност. Меѓутоа, факт дека има градба и факт дека тие велеа ова е Божјиот храм, факт дека имаше скинијата во светаа светих, ништо не значише, бидејќи Исус рече, па вие тоа го претворивте во разбойничко гнездо. Тоа се претвори во едно разбойничко дувло.
тоа на што, нели, сака да го прикаже Стефан, следејќи, нели, таа историја. Тие две поенти. Прво, Бог е насекаде, не е ограничен на едно место. Секаде Божиот човек може да се поклони на Бог и да се открие славата на Бог, нели, она што го исполнуваше на светото место, и дека евреите пак, они кои кажаа, да, ќе ги исполнуваме сите овие зборови, што ги бараше нас, да, ќе бидеме свети како тебе, цело време всушност работеа против него и ги отфрлаа Божите луѓе. И откако завршува со историјата, Мојсей, Стефан, се претвора од обвинет во обвинител. Сушто тој преку проповедта им вели, јас сум обвинет дека го рушам законот, тоа е словото, меѓутоа вистинските луѓе кои го рушат законот сте вие. Зошто? Зашто Мојсей прво ви даде закон, склучи завет со Бог, вие цело време бегавте од тој завет, и второ, Мојсей рече дека ќе дојде пророк како него, ќе дојде Месијата. И вие, отфрлајќи го Месијата, сега, покажувате непочитување кон Мојсей. Вие сте тие што хулите на Мојсей. Зашто не ги слушате неговите зборови. Не го примате неговото ветување за Месијата. Не. Вие сте виновни. Од обвинет, тој остро почнува, преминува во остра офанзива и продолжува, вели, со зборовите дека се тврдоглави, необрезани во срцето и во ушите. Секогаш, вели, се директно, она што го кажуваше, нели, преку историјата го покажуваше, преку Стеф, преку Јосиф, Мојсе и така натаму, преку пророците, вели, и вие сега сте такви. Секогаш се противевте на Светиот Дух, како татковците ваши, и вие сега, вели, се противите. Кого од пророците не го гонија вашите татковци, тие што го навестуваа доаѓањето на Месијата, беа убивани, и сега, кога дојде Месијата, вие повторно губивте. И они кои сведочат за Месијата, сакате да ги убиете. Го примевте законот, но не го одржавте. Во тоа вие го нарушивте законот. Во тоа, предејќи него, прифативте Месијата. И кога ги кажува тие зборови, пишува дека нивните срца се исполнија со гнев. И ова така е интересен збор. Зборот диаприо означува како дрво сечено со пила на две. Нивните срца како секира, како нож им ги исече. И тој збор станува идиом за некој кој ќе побесне од гнев. И вели чкртаа со запи. Многу се изнервираа, не може да поднесат, нели, на она што им го кажа, вистината што им ја кажа Стефан. А пак од другата страна го гледаме Стефан, исполнет со Светиот Дух. Тој е целосно спокоен, мирен. Иако знае каква судбина може да го очекува, веројатно ќе го очекува, тој е спокоен. И на крајот, и ова е веќе последната негова реченица од одбраната, на која го додава Христос, и вели, еве сега, таа слава за кого вие говорите, која се појави на Авраам прво, па се појавуваше, па во капината, еве ја гледам, еве ја славата, еве ја пред, му се отвори небото и тоа виде славата на Бог. Она слава за која евреите вели, таму е у храм. Не, еве ја славата. И не само славата, туку вели и Синот човечки како стои од десната страна на Бог. И се некој овдека од престолот, и се од тука велат, сум слушал учења, Отцот седи на престолот, а Синот стои цело време покрај него. Стои тој од десната. Не е тоа идејата. Тоа нема идеја да покаже на вечна состојба на небото. Не. Бидејќи Христос вели дека тој седи на престолот и сите негови ќе ги стави со него да седат на престолите. Седењето на престол означува позиција на власт. Никој цар во монархиите од древноста па во средновековието, кога доаѓа некој и влегува во просторијата, не стои. Ако тој стои,
и го најавуваат дека некој ќе дојде. Се затвараат вратите, тој да седне на престолот и потоа, нели, да влезе оној што сака да го посети царот. Бидејќи седењето на престолот означува власт. Тој е царот. Овдека и Христос, тој е царот на царевите. Тој седи, тој управува од престолот. Меѓутоа, во оваа ситуација, Христос е станат, застанал. Знаете зошто? Застанал да му покаже почит во известна мера. Застанува пред Стефан. И со тоа тој кажува, јас го поддржувам Стефан. Да, тоа е во право. Тоа е кулминацијата на неговата заштита. И затоа, кога ќе го слушнат овие евреите, тие многу добро ќе разберат, тие многу добро разбирале се што се кажува. Ние денес многу послабо разбираме, нас и треба да толкуваме, бидејќи треба да влеземе во тој контекст. Што направија? Си ги запушија ушите. Знаеш кога некој не сака да слуша, ќе си ги затуши. И што прави? Вика, да не слуша. Тоа направија, буквално тоа направија. Си ги затворија ушите и почна да викат, да не го слушат веќе што збори. Зашто не сакаат да го слушат тоа. Да, зашто самиот Месија, воскреснат, вознесен, всушност го исполни онаа ветување што го даде на учениците, вели, секој што ме признава мене пред луѓето и Синот човечки ќе го признае пред Божите ангели. Тоа е тоа признание што го дава Исус на Стефан. Застанува и го чека да го дочека првиот маченик на црквата. Во христијанските митови, Петар е оно што пречекал. Свети Петар, клучерот, тој стои на вратата и пушта. Не е вистината, го нема тоа никаде во Библијата. Всушност Христос вели, одам да ви подготвам места. Во домот на мојот Отец има многу живеалишта. И кога ќе ги подготвам, јас ќе дојдам и јас ќе ве однесам таму. И тоа таа чест што се укажува на праведникот. И од тука нели одиме пак на таа тема за смртта. Затоа смртта е блажената надеж. Затоа Валаам завидува, посакува смрт како праведниците, бидејќи Христос е тој што ги дочекува. И тоа е прелива чашата, последните зборови, кога тој вели, еве ја Божјата слава, ја гледам на небото. И Христос како стои, име во моја одбрана, на овој суд човечки, на кој стоиме. Се нафрља, вели, еднодушно. Значи, сите, како по заповед, се нафрља на него, си ги соблекоа облеки, го изнесоа надвор од градот. Екзекуцијата на Стефан е незаконски чин и тие го изнесуваат надвор од градот, тајно го екзекутираат всушност. И тоа уште повеќе пак повторно покажува тој кукавичлук не отиде во центарот на градот, на плоштадот, туку отиде надвор од градот, некаде каде што нема никој. И таму буквално го линчуваа. Тоа е линч. Буквален линч. Без судење, без пресуда. Немаше изрекување пресуда. Никој не рече виновен. Тие скокнаа сите наеднаш да го линчуваат. И во тие последни мигови пак гледаме тоа страшна смрт, значи кога не зимат каменчиња, зимале камења. Стефан му бил смачкан черепот. Сите коски му били скршени. Тоа значи каменување. Каменувањето не сврши со каменчиња. Зимале камења и фрлале со тие камења. Тоа е смртта со која се соочува Стефан. И Стефан во тие моменти прво вели: Господи Исусе, прими го духот мој, потоа паѓа на колена и благодат покажува. Господи, не примај им гова за грев, и потоа почина. Прво вели: прими мојата душа, и потоа почина. Душата, тој го гледа Христос, душата во истиот момент си оди кај Господ, кај Христос. Нема спиење, нема
чекање, нема чистилиште. Павле вели во 2 Коринтине 5 глава, во моментот кога ќе се, или расторањето на овој шатор, на ова тело, е моето прибирање кај Господ. Ги поистоветува тие работи. Веднаш вели, примија моето, како што му рече на разбойникот на крстот. Вистина, вистина те велам, денес ќе бидеш ти со мене во рајот. И тој и Христос е тој, и неговата молитва е кон Христос. Господи, ти примија мојата душа. Не вели Свети Никола, не вели Архангел Михаил или Гаврил. Што можат тие повеќе да направат од Христос? Што ќе додадат од оно што Христос го направи? Христос е тој што таму одат наши души кај Него. И се помоли за тие луѓе, како што Христос благодат покажа во тие последни моменти. Додека над Него паѓат камења. Додека испушта, целот искршен од тие камења, смачкан, здробен. Тој наоѓа сили. И тоа е таа благодат. Таа е славата која се открива пред Него. Тој се моли за оние кои го линчуваат, кои го екзекутираат. И последниот збор вели, почина, и во основата, и во нашиот превод, го нема зборот смрт, и во оригиналниот текст го нема зборот танатос, смрт. Буквалниот збор е кома или заспа. Си заспа. Кој е повторно идеја за мир, спокојство. Додека од една страна имаше гнев, бунт, не може да трпат. Од друга страна, гледаме еден апсолутен мир. Знаете, Бог не ни ветел дека ќе имаме лесна смрт. Некои ќе имат лесна смрт. Некои нема да има. За некој смртта ќе биде во интензивна нега, на апарати, во болки. Некој успиени ќе си. Бог не ветил лесна смрт, но Бог ветил мирна смрт. Мир. Знаејќи дека заминуваме кај Христос. Тешка беше смртта на Стефан, меѓутоа мирна. Бидејќи самиот збор асоцира на едно спокојство. Неговото тело си заспа, душата му отиде кај Господа. И сега, за крај, тоа е со што започнавме молитвата, смртта да не биде како смртта на праведните, зашто и во неа дори има спокојство и мир. И второто нешто, молитвата. Тој се помоли за тие луѓе што го екзекутираа. И знаете ли што? Таа молитва беше слушната од Бог. Не случајно е овдека во 58 стих на крај е спомната една личност, еден млад, едно момче. Савле е спомнат. Тој од таа синагога на елините. Таа гледка што ја виделе луѓето таму, прво лицето како на ангел на Стефан, потоа неговиот заштитен збор, па и она извикување кон Христос, гледањето на Божјата слава, па и на крајот молитвата за праведните. Не верувам дека сето тоа го оставиле рамнодушен овој човек, млад човек Савле. И после една глава, не 8-та, во 9-та глава, ние ќе го видиме пак тој Савле, истата таа слава ќе ја види што ја виде Стефан, меѓутоа него ќе го заслепи, за да поверува. Ќе ги чуе Христовите зборови и ќе поверува. Да. Знаете што? Нема ништо во нашиот живот што не се употребува од Бог. Имаше само една кратка молитва. И јас верувам дека и покајанието на Савле или на Павле е пак продукти на таа молитва на Стефан. Не знаеме кога да истуваат молитвите. Сте чули за Георг Милер, он е познатиот работник, служител, проповедник во Англија кој има направено многу сиропиталишта и кој никош не барал пари, а секош неговите сиропиталишта биле снабдени со храна. Иако никош не одел да бара храна. Тој само се молел, ги поставил чаршафите и доаѓала храната. Голема вера.
Тој човек, знае дека 50 години се молил за негови 20 многу добри пријатели. И никако да поверуват. Тој човекот на верата. Едниот поверувал непосредно пред смртта на Георг Милер, а другиот откако веќе починал. Но неговите молитви, зборови, служења дали резултат. Ние треба да служиме. Треба да говориме за Христос. Треба да живееме живот посветен на Бог. И не знаеме кога нашиот начин на живење, нашите зборови, нашата служба ќе го даде плодот. Ќе биде употребено сето тоа во Божите раце. Затоа прво да се молиме, да бараме Бог, нашата смрт да биде како смртта на праведници, зашто не е ужасот врвот на ужасот, бидејќи тоа е скокот кон вечната надеж. И второ, да служиме, да работиме, да проповедаме, да сведочиме. Најголемото сведоштво е сведоштвото во смртта како што го даде Стефан маченичката смрт. Да сведочиме, да служиме на Бог, верно, до крајот на животот, до последниот момент. А сето тоа Бог ќе го употреби за Негова слава во Неговото дело.